Аканакио слуши неа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Здраво, здраво Скопје, здраво Македонија, здраво Жарко, здраво Атанас. Сам си се поздравив. Ој од мене. Денот е сепак сончев затоа што е петок и ковичен мегахерц тука некаде вирее во вашите уши на етерот на 96-тиот омилен мегахерц. Кома нула, комичен мегахерц. Денеска, како што знаете, а тие што не знаете, мај 27 остануваат уште 148 дена до крајот на годината. Не, 148 ден остануваат уште 218 дена. Гледам дали помно ме пратиш, а ме пратиш, значи имате уште 218 дена да размислите каде ќе ја славите новата година, драги слушатели и по некој гледач. Така е, јас сакам да ве поздравам и да ви го кажам почетокот на мојот ден. Сабајле станав, се облеков на брзинка бидејќи доцнев и сватив дека облеков виолетова кошула. Вие не може да забележите сега бидејќи е позади мене, еве, само да покажам, и сватив дека сум се облекол чудно. Но не е чудно затоа што денеска е денот таков. Сите што ќе се облечат денеска во виолетова боја е светскиот ден на виолетовата боја и сите што ќе се облечат така имаат гратис пијачка во еден од локалите во Скопје. Треба да откриете самите кој е. Така, инаку во 927 година е роден, тоест е починат Симеон I. Тој е првиот бугарски император за сите што се интересираат за Бугарија. Ето, тоа е една информација која што мислам дека многу ќе му ги промени животите. Така е, инаку во возилото свое собствено мое што е, интересна. Од годината прошлата што беше годината што помина за Кјоте. Ја слушнав една песна што многу ме иритира во моментот во глави, не можам да извадам. Песната е од еден автор што врска нема, Кулио. Се вика, мислам, некој што го почитува, значи ова не го сметете, ова е мое мислење. И има една песна што вика I like girls, едно 750, да. I like girls. 756 пати кажува во песната дека он сака девојки. Дали некој му рекол, мислам дека си геј. Геј, сега ќе видиш што песна ќе направам. И така почнал со песната I like girls. Јас обичам девојчиња. Аз обичам момичките, пардон, момичките. Поздрав до сите убави момички што поминуваат покрај нашето студио. И до сите камионџи и сите таксисти еден срдечен поздрав. До специјално Дебарско-Полошкиот регион кој што помно не слушаат и до диаспората. Инаку денеска е 27 мај, петок, вечерва е представата Вардарски пастови која што е за жал одамна распродадена. Следна представа е на 1.6. среда, тоа е представата Име. Инаку пастувите ќе ги играме на 3 и на 6 јуни. Побрзајте да си купите карти за сите што сакаат да го гледаат Атанас Разголен. Тарзан го вика како мал, но порасна и остана шпагета. Популарниот Атанас Шпагетата. Ама интересно на своја сметка да си избориш работи. Не знам дали знаете, драги слушатели, дека утре вечер почнува шоуто кое што по втор пат ќе се одржува во оваа наша мила и мала Македонија, кое што се... Пардон? Така е тоа беа сметниот етерот, ќе видите кој е тоа, значи уште 3 дена остануваат до МАН, македонски алтернативни награди. Не 3 дена, така е, утре кажав и преска, значи отворен повик до сите млади артисти, групи и бендови кои сакаат да настапат на МАН, вика една статија, а тука имаме еден гостин кој што ќе ви објасни што е тоа. Дами и господа, во нашето студио специјално за вас. Благодаризација за поканата. Тоа е еден од близнаците. Масларковски, дами и господа! Издива сите! Здраво, Дарко, како си? Добре, одлично, фала за поканата. Баш е интересна оваа емисија, мислам, интересна е. Да. Ние секогаш ги поддржуваме алтернативните настани во нашава држава, така и лани исто беше почетокот на ова македонски алтернативни награди. Да, оваа година МАН втори македонски алтернативни награди. Да, МАН втори алтернативни награди. Значи, како што кажавме, утре со почеток од 12, а официјалното доделување од 19 часот, повеќе од 40 настапувачи кои што ќе свират и оваа година како и ланската делиме 33 награди, од кои 18 опрмас. Тоа е особен придонес и развој на македонската музичка сцена. Кратено опрмас. И оваа година таа награда ја добиваат Шпиц. Ова е посхумно ја доделуваме затоа што тој не е повеќе со нас. Потоа Легијата, Флукс, Љубојна, DJ Гоце, DJ Славе, Игор Џамбазов, Пепи Ренџов, Паркети, Инвазија, Битола, Чоканче, Синтези, Слепи Сол, Бадминтонс,
Пука козметика. Yeah. Чекај. Добро, во ред ќе ни објасниш после. Вие сте Пука козметика, не? Да, Вие го да. организирате настанот и добивате награда. Па мора сами да се додалат нешто, не? Види, сега 20 години функционираме, 20 години функционираме како група и притисокот беше силен да си доделиме сами на себе награда. Гениално. Значи следниот фестивал јас што ќе го организирам, ќе ги добиам сите награди. Исто така тотално опуштање добиваат награда The Hip, Томче Рудбој, Телонаука совршена, Јаков Дренковски и секако имаше гласање кај нас на blabla.mk. Значи ќе доделуваме награда за најдобар музички филм, потоа за графити, за влијание, тату артист, албум на годината, алтернативен гостин кој минатата година гостувал и можам да кажам дека тој е Дубиоза колектив по гласовите и по гласовите на жири комисијата. Потоа доделуваме за најдобар фестивал, најдобар млад артист, најдобра турнеја, најдобар видеоспот, најдобра песна и најдобар, мислам, промотор на македонската алтернативна музика надвор од Македонија, а и тоа исто според гласовите кај нас на сајт и жири комисијата е господин Кирил Џајковски. Кирил Џајковски, кажи ми од овие сите луѓе што ги прочита, дали ќе настапуваат повеќето од нив? Да, повеќето од нив ќе настапуваат, меѓу кои се Флукстринг, Форсис, Игор Џамбазов, Паркети, Токсиколози, Пука козметика, Бернес пропаганда, Тотално опуштање, Авторизација од Велес, Титаниум од Прилеп, Crossroad Blues Band, Леколони Волвокс од Скопје, на Гиш бендот. Значи Гуру Харе исто така заедно со Игор Џамбазов и голем дел на други помлади артисти кои што ќе настапуваат од 12 до 19 часот. Исто така за Даголот, рап екипата. Поздрав за спотот, ги поздравам, имате еден од најбавите Респект. спотови направен. Па сега ајде да откриеме официјално. Добро. Денес е петок, резултатите од жири комисијата стигна, резултатите од гласањето се тука, иако по гласање, а покасно влезе во овакво, по гласање од нашите гледачи повеќе од морам да напомнам дека повеќе од 2800 луѓе гласа на нашиот пул, што е стварно репрезентативен примерок, поготово што се работи за алтернативен свет, кај што стварно и тој достигнува до кај 10 на 15.000 луѓе, да, и за Даголот ќе добијат награда за видеоспот оваа Значи година. јас ова не го знаев, искрено да ти кажам, јас го погледнав Знам спотот, дека не го знаеш. да, не го знаев и спотот е еден од најдобрите спотови. Реално што сум видел. жирито одлучи тие да добијат и мислам дека е стварно оправдано, а дечките па колку се, значи алтернативниот свет е многу добар од аспект на тоа што не се како вие попериве, нели што се лепат, што сакаат да ги има, што сакаат, они викаат бе како ни давате награда, знаеш, вчера кој им се јавив им кажавме дека се добитници за видеоспот, вика ама не, чекај, ние таму на трето место сме, знаеш, како може ние да сме, викам има жири комисија која што го надважува гласањето што беше на интернет, заради тоа што на интернет, пример, многу од помладите бендови нели со кампањи, со фејсбуци што се Така да, што се инволвирани. хейтаат меѓу себе и Не тој што си се глас. хейтаат, меѓутоа они повеќе се промовираат. се промовира на тие социјални медиуми, додека овие постариве многу толку тоа не ги интересираше и за тоа пример ако е на прво место вака и сега да влезеш на blabla.mk од страна кај што е местото за гласање, ако е на прво место некој според гласањата кај нас на сајт, на жири комисијата одлуката е 60%. Што е по... да. Имаме жири комисија од минатогодишните добитници на Опармас. Наградата, значи наградата за особен придонес и развој, 6 души беа, не ги спомнав на никој, само они си знаат кои беа у жири комисија, така и секоја година за да нема притисоци. Така е, алтернативците прават Дечки, јас се извинувам, јавуваат од режија дека мораме да пуштиме реклами, ќе се вратиме, Па останете со некој нас. мора ова да го плати. Така е. Ќе го плати. Вы слушаете комическава мегахерца. И се враќаме во студиото Светна Сијаличката on the air. Така е, значи утре денот каде што ве очекуваме сите да дојдете во парк, затоа што има македонски Во парк, Така е. возиме во парк. алтернативни награди, ќе биде жустро рок-н-рол во парк. Рок-н-рол. Епицентарот на случувањата, што ви рекле. Да, значи нешто што е најважно и што ја карактеризираше оваа манифестација ланија, исто и оваа година се алтернативните цени, дури оваа година имаме и надимак за тоа, се вика МАЦ,
Мац Мац, македонски алтернативен ценовник. Ценовник. Да, Мац, значи мац. како и минатата година, така и оваа 50 денари пиво, 3 раки 100 денари, литро вино 130 денари, води, сокови, тоа све за 30 до 50 денари и водки, конјаци за 50 денари, и цели флаши за 1000 денари и така ќе биде оваа година. А сите мачкици што ќе дојде дека викаш мац мац, за нив ќе има гратис пијачка Ќе некој? има за Ако нив кажат влезен мац, мац. джус бар, ќе има коктелчиња за нив. Аха. За 100 и по некој гратис коктел ако добро мрдаат со своето Тело, смиско. Но змиско, така смиско, да, значи, мачкино тело и опавче. Мац, Значи- мац. Значи Мац, сите што мац. се од организација, сите девојки ве охрабрувам кога ќе отидете на Шанкерот ќе му кажете мац мац, тоа е шифрата за да ви даде коктел. Да, бесплатен коктел. Така е. Ама забравајте. мора и со Да, со змиското павчето. тело и со павчето да замрдате. Исто така што ми е битно да кажам е дека ние сето ова не го правиме за обогатување, нели и некаква финансиска корист и мината година и оваа година доколку стигнеме на таа нула точка би било супер. Затоа и такви се цените, затоа што и минатата година на повеќе од 7000 луѓе се надевам оваа година да го бутнеме тој рекорд на посетеност. Мислам дека е побитно луѓето да купуваат албуми, да купуваат албуми, да купуваат значи ќе има еден штанд Така? како и минатата година, каде што ќе има продажба на цедиња, албуми, беџови, маички Од сите на бендови артистите. што се така, одлично. И тие пари се и одат директно за нив. Значи минатата година стварно изненадувачки направивме повеќе од 24.000 денари кои што ги дадовме на артистите за нивните албуми, што за македонски услови баш заради овие мац македонски алтернативен ценовник и такви цени ќе можат луѓето да си дозволат да поддржат и директно македонската алтернативна музика со купување на албуми, цедиња, мрч, што го викаат тоа, го викаат мрч, као кобајаги мерчендайз у непостоење на соодветен по-добар збор, ние понашки би го нарекле роба. Така, Роба. Дарко ми пишуваат на како Фан да излажам, страната, на фан страната. Вика, јас сум голем фан на македонски алтернативни награди, сакам утре да дојдам, но има фудбал финале на Лига на шампиони. Што да му одговорим? Не е никаков проблем. Имаме 9 квадрата видео зид каде што ќе се машала. прожектира фудбал, а пред и потоа ќе се прожектираат македонски филмови, поготово овие 5 музички филма Така. кои што беа во конкуренција за награда. Еви официјално уште еднаш за вас и за сите слушатели на Радио Слободна Македонија да кажам дека наградата за најдобар музички филм за 2015 година, значи на МАН ја добива филмот Сложувалка, тоа е филм за македонскиот рап и е нешто помеѓу документарец, интервју, кој го нема погледнато, тој на 2 пати го пуштаа во Македонија, сега ќе иде и надвор од Македонија на фестивали. На двете проекции овде во Македонија беше преполно. Не можеше да се соберат сите на едно место да го изгледаат. Исто така го имаат и издадено на DVD, на Facebook, на нивната фан страна може Ќе можат и да го пишете. купат исто ќе во можат пак. и во пак Така. да го купат. Исто и албумите на скоро сите што од артистите кои што ќе ни донесат од нивната роба да препродаваме. А фудбалот нели започнува во 8:45 и иде на голем видео од зид со звучници. Тука е блиско, пивото е ефтино, травата е сува. Значи Ке може да се Ке може да се седи, генијално да е се смислено. травата, ќе може да се седи без никаков проблем и да се одгледа утакмицата тука со навивање. Се надевам дека ќе дојдат од двата табора на навивачи. Ама Така, ќе така, се така. навива ферски, Ќе се навива ферски. без степање. Бидејќи не се ни наши клубови, не ни Не, интересира. за минатата година да кажам, а и впрочем тоа важи за алтернативниот свет, дека не се случуваат немили настани, тепачки и такви работи, без разлика на големата количина на алкохол и други супстанци. Алтернативците се таков питом народ, мирен Сепак народ. дојдени да слушаат музика и да Дојдени слушаат уживаат. музика, да уживаат. Мац, Се мац. надевам и оваа година Мац. помине лани, помина без ниеден инцидент, се надевам и оваа година помине без ниеден инцидент, да се забавуваме добро. Значи за тие што се вака веќе во моите зрели години, нели фамилиарни со дечиња, ова е препораката. Доаѓате преку дента со вашите деца. Ги шетате вашите деца и го пиете вашето пиво. Потоа децата ги паркирате кај вашите баби и дедовци, родители или тетки, стрини и се враќате со вашата сопруга. Ако нема баби и дедовци, сопругата ја оставате дома. Ќе ви најдеме заменска сопруга на самата манифестација. Организација од Тераме, соништата. Да. И оваа година исто слоганот е таков и на самата реклама беше таков дека нели официјалната програма трае до 01 часот, меѓутоа ние работиме додека не си отидете.
Точно. Така е. Како беше посетеноста минатата година? Имате некакви статистики? Статистиката вели вака, значи ние очекувавме 1000-2000 луѓе. Имавме само еден штанд и не можевме да обслужиме и се извинуваме заради тоа. По собирачите на ѓубре од јавното комунално предпријатие, по нивна процена имало 14.000 луѓе, што ние рековме нема шанси. Они тоа го мерат според ѓубрето. Пола квадратен метар од човек било, они собрале не знам колку тони ѓубре и по таа нивна процена имало 14, ние тоа го делиме на пола вака кога кажуваме и кажуваме 7, а негде ако треба да се пофалиме викаме имаш околу 10.000 брат. Така е, значи 10.000 народ, машала. ке има зезање утре. Јас ќе бидам таму. Драги слушатели, јас се извинувам што те прекинувам, драги Нема слушатели, додатна причина за да отидете на македонските алтернативни награди на тоа доделување е тоа дека таа манифестација ќе ја водат две добро познати фаци, смеам да кажам, така? Како не? Тоа се двајца дечки кои што се доста популарни на македонската сцена, И на права муве доделување театарска награди. сцена и на доделување награди, да. Докаде што има манифестација за доделување награди, тие се таму. Значи јас не можам тезга да си фатам од нив двајцата. Тоа се, дами и господа, моите колеги Тино и Атанас. Чисто да кажам дека ние сме најпаметните двајца водители, бидејќи двајцата доаѓаме по цена за еден. Ова пак беше на своја сметка идиоту. Така, не е лошо. Голема благодарност сепак, ако стоиш тука и у други прилики сум го кажал ова, голема благодарност до горе споменатите двајца господа, прекрасни, веќе не толку млади, но добри, стварно многу добри актери. Ни излегоа минатата година во сусрету 90-та. Значи требаше сосема друг човек да води наградата, ама го снема апсолутно онака пропадно у земја и излегоа Тино и Атанас и беше супер, беше забавно, беше многу јако. Тоа на снимките, ако некој ги гледал на наша ТВ или на интернет, да знаат дека не се гледаат луѓето, они само први редови, ако два тројца стојат. кога ние отварат ние викаме манифестацијата, затоа што кога има вика. 10.000 луѓе. Другите 5.000 луѓе се позади камерата и затоа не се гледаат. Седнати се ваму таму, знаеш, уште не беше жустрото почнато. Жустрото почна минатата година со настапот на Last Expedition и така луѓето дојдоа поблиску до сцената. Оваа година се надеваме дека со настапите во 19:30 на String Forces и на најнеалтернативниот алтернативец мејнстрим господин Игор Џамбазов Така е. во негде Мастер. пред 20 часот, значи пред 8 саат по нашки. Се надеваме дека тогаш ќе стане пожустро и пожустро, а слободно вие викајте оваа година, мислам за тие у публика, нека викаат посилно да не изгледаат многу смешно луѓе, сега они знаеш даваат енергија, викаат, а овде 3, 4, 5, 10 луѓе само ги има у камера, другите 5.000 беа позади камера. Позади, Така е. да. Јас бев еден од тие 5.000, 10, 15, колку и да биле, значи Атанас, ти си водител, ти си бил во организација, не знам колку сте осетили атмосферата, но јас можам да кажам како публика лабаво ми беше така, не сум си поминал не знам од кога, значи тревата беше сува, апсолутно можеше да седнеш каде сакаш, немаше никакви инциденти, сето беше многу весело, сето беше лудо, позитивно лудо, да, апсолутно беше фрка што имаше Да. само еден штант. Фаќа луѓе врски, бе, човече. Но оваа година ќе биде многу Оваа година многу ќе имаме, поорганизирано. оваа година ќе имаме три штанда. Три штанда, апсолутно. Да, значи теретот ќе се растерети, ќе нема точено пиво, све ќе биде у лименка, така да мислам дека ќе иде многу побрзо Апсолутно. дистрибуцијата до жедните. Што би рекле од режија? Ова ќе го видите на YouTube. Да. Оригинално. Оригинално. За тие цени, дами и господа, што не слушате, мислам дека не би требало да го пропушти тоа пред се со забавата. Второ за цените, значи толку ефтини цени немаше Од ни 90. далечната 91 година кога Имаше, јас и имаше. Атанас се вративме од војска. Имаше 50 денари, 50 денари е значи пиво. пиво, 3 раки 100 денари, литро вино 130 денари, сокови води, водка и коњак 50 денари и тако дале, вода 30 денари, Влезници нема. влезници нема, да, Доколку апсолутно. сака некој да добие гратис влезници, слободно нека се јави во нашето студио. Далибор, те молам бројот, само кажи да го повторам тука ако може. 023223 Еден. 123. Добро, значи тоа беше бројот. Кој сака да добие гратис влезници, слободно нека се Да. јави. А ти Далибор уште еднаш напиши ми го тука да го имам за да го повторам, те молам. Значи, да, апсолутно влезот е бесплатен. Сите други, мислам, изведувачите, голема почит до нив. Стварно голема поддршка добивме и минатата година и оваа година. Сепак мислам да ти свират Џамбазов, String Forces, Бернес Пропаганда и сите останати што ќе свират и што само ќе се појават да земат наградата, е доволно кажува дека ние со Бла Бла ТВ како медиум веќе
поставивме некое ниво, станавме медиумот на алтернативната сцена и музика, Апсолутно, да. пробуваме да ги покриеме сите случувања, концерти, изложби, театарски представи, не идеме кај овие од мејнстрим, значи ние ги покриваме оние по-алтернативни театри, Чекорче и така дале. Ако добро и тие театри. Не, даваме шаут-аут секој пат и на драмски, на театар комедија и на МНТ, меѓутоа тие ги има и онака во мејнстрим медијата. Апсолутно, да. Затоа ние сакаме повеќе да ги услушиме оние кои што немаат толку простор за израз на медиум. Алтернативците, нормално. Апсолутно, бројот беше 02, те молам дали 323 секунда, само 02 31 31 332. Значи За секој што сака бесплатна 31 влезница. 31 332. Кој сака бесплатна влезница, нека се јави, кој сака да го праша нешто нашиот гостин. кој сака да се јави, слободно нека се јави, не бесплатна влезница, од мене ќе добие бесплатна пијачка, 2 пијачки, леле, што ни помина овде. Има ли камери надвор да покажа? Нема камери Леле, надвор. што поздрав од нашето студио. леле, ни си искача надвор. Тоа што помина. Јас сакам Ајде. да им честитам матура на сите бугари. Апсолутно, јас би им честитал матура на сите македонки, Атанас. И се разбира да не заборавиме, значи ова, ете Атанас ти реков да ме подсетиш, но ти не ме подсети. Значи, по барање на нашиот драг колега Столе Мицов во живо, во етер да го честитаме роденденот на Анастасија Ражњатовиќ. Ова е желба Денес? на нашиот колега Столе Мицов. Не, роденденот беше вчера или завчера, ама тој немаше шанса затоа што нашата и ваша Анастасија редовно не слушаме, ние го честитаме роденденот, се извинуваме за овој мал интерапт во нашата емисија. Јесте да. Баш ми е драго. За Така е, Анастасија, голема ние- нека расте и нека боцне некој. И да играме на свадбата, а се годиме Атана, што со не си ја реклама. пробаш среќата, бе? Среќата ми е мене пробана. Атанас ќе каже, ние одиме со реклами. Така е. Аканакио слуши неа комично мегахерц со Жарко и Атанас. Уживанција. Слободна Македонија. Аки накио родинела, слушинела. Ај, ама слободна Леа, тука ме Македонија. гаѓате у срце, право. Ау. Да А ви сега кажам. ексклузивно, дами и господа, нашиот гостин малку ќе прави фристайл, а јас и Атанас ќе битбоксираме. И Не, ама немојте двајцата да битбоксирате, еден скречови нека фрли. ајде, Атанас фрлај скречови. Аха, 9-6. Слободна Македонија, радио. Се навоѓаме тука на комичен херц. Ја им викам брат, ке правиме ман, ке даваме награди и пиво 50 денари, 3 раки за 100 и вино 130. Ајде дојдете да се забавуваме, дојдете да си поминеме. Имаме и филмови и бендови и банкери и рапери и металци и хакери. И не знам друго што да кажам, фристайлот ми смрди, нема да ве лажам, одамна не сум правел, можда со години у пензија сум брат, извини ке заборавев да кажам, дека влезница не се наплаќа, дојдете сите, тревата е сува. Ајде сите еден хај, дојдете сите годинава на ман. Втори, македонски алтернативни награди, шписагијата, флукс, служувалка, љубој на String Forces, DJ Гоце, DJ Славе, DJ Страйк, Игор Джамбазов, Петар Енџов, Архангел, Емилија Пендева, Паркети, Чоканче, Синтези, Слепи Соли, Кросрод Блуз, Бен, Страйк, Славе, Бадминтонс, Токсиколози, па Дубио за колектив, Пука, Козметика, Таксират Алфа, Визија, Јаков и Дренковски, Бернес, Пропаганда, Тело, Наука, Совршена, DJ Рудбој за Даголот, да хипи, тотално опуштање, Смац, Титаниум и Кирил Джајковски, Мугер, Фугер, Авторизација и Тино и Атанас. Брнет. Ве изгоре што ви рекле нашите радиото Ајде, гори. рапери, Се кажете, запали ајде да студиото. видам. Ајде рапери, јавувате се Ајде, фристайл дојдете по тука, телефон да ајде, видиме. револуци, Битка, кој сака, нека дојде. Раз, два, три. Така е, ве чекаме утре на ман. Даре, ти благодариме што ни беше гостин Фала ви другаче. многу, јас инаку стварно кога сум у кола слушам обавезно ова време, вас ве слушам, многу сте забавни. Не, фала за просторот, се гледаме утре на ман, нека дојдат луѓето у што помал број, да не бидат у преголем, да не се исплашат и едниве и другиве, дека Да не направиме поише големата. луѓе се собрале за нешто толку беззначајно, Отколку за... толку за значајно. нешто значајно, Така да. е. Не, мислам дека сме на прав пат. Само еве една шега да украдам од Тино и од Атанас од сценариото што нели го спремавме од минатата година. Така е, не така е, седнавме у средата, него од минатата година го спремавме. Тачно. Значи лани наградите беа од ковано железо, оваа година се од дрво, до година ќе ги даваме на хартија, а четвртата година усно. Сакаш награда Нати и за басистот. И за Земај. басистот, да, и за Добре. девојка му една. Јака е.
Поздрав до сите рапери, вие што не слушате, до сите басисти што не слушате, бидејќи разговарате со други басисти. И тоа е. Сакајте се, среќате во малите нешта. Точно, а јас викам вака Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Жарко Димовски и Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 27 петок 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. За контраиндикации на лекот обратете се кај вашиот родител или старател. Ви благодариме што ја слушавте емисијата. Сакајте се и уживајте. Чао. Комичен мегахерц.